Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела, која што навистина интересно почнува. Добивме нов ВД, државен јавен обвинител, се работи за госпожата Анита Тополова Исајловска. Таа ќе биде државен јавен обвинител, се разбира, до изборот на регуларниот во собранието. Во меѓувреме дојде информација од Вашингтон дека американската амбасадорка во Македонија Анџела Ангелер ќе си замине, повлечена е заедно со уште 30 на други амбасадори од земјите каде што ја представуваат, се разбира, Америка. Интересен момент овдека е тоа што се работи за дипломати од кариера. Вообичаено во САД, кога се променува администрацијата, се публикуваат така наречените политички амбасадори, односно оние кои што били испратени од претходната администрација во политичка смисла, а не како дипломати од кариера. Меѓутоа, еве, американскиот претседател Доналд Трамп одлучи да направи промени и во овој сектор и Анџела Ангелер, која долго време е во Македонија, очигледно некаде од почетокот на следната година ја завршува својата приказна кај нас. Во меѓувреме да кажам дека американскиот претседател успеа повторно да се искара со Данска околу Гренланд, праќа специјален представник таму. Ќе следиме што ќе се случува, се разбира и Венецуела и натаму во жижата на неговиот интерес. Некој велат дека нападот врз таа земја е неминовен и тоа ќе го следим. Имаме и човек во близина во Колумбија кој што не извештува што се случува, но да се вратиме ние на работите во нашата мала убава земја. Вечерва ќе разговарам со човек кој што добро, одлично ја познава политичката сцена во Македонија. Своевремено беше кандидат за претседател на Социјалдемократскиот сојуз, беше директор на важни институции, се работи за господинот Јован Деспотовски. Добра вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Деспотовски, вие сте долго време член на, се разбира, на Социјалдемократскиот сојуз, со големи амбиции едно време, откако Венко Филипче дефинитивно стана председател, малку како да ве снема од приказата. Каде сте сега? Работам собствена приватна фирма, имам интересен модел на работење, нешто што е поврзано делумно и со мандатите што ги имав и во Фондот за иновации и во технолошко-индустријските развојни зони. Мобилизираме приватен капитал во странство, во една од земјите од Европската унија и го вложуваме во домашни компании, мали и средни компании. На некој начин еден модел на финансирање кој што помага да се движи економијата напред, кој што постои во развиените западни економии, се обидуваме да го промовираме малку повеќе тука. И да го имплементирате, добро. И да го спроведеме секако, така што јас се надевам дека еве за бидејќи сме веќе втора година, да кажеме, ангажирани со тој проект. Јас се надевам дека веќе во текот на следната година ќе можеме ги објавиме и првите посериозни, да кажеме, ефекти, односно вложувања, и она што е многу важно е што ќе ги поттикнеме луѓето малку повеќе да размислуваат за вложување во ваков тип на проекти понатаму, имајќи предвид дека повеќето од наши, да кажеме, сограѓани, оние нормално кои што имаат слободни парични средства, се определуваат или ги чуваат во банка или во последно време ги вложуваат на берзове. Да кажеме, еден начин кој што повторно ќе кажем постои секаде во светот, меѓутоа кај нас е релативно малку застапен, односно до сега воопшто не бил застапен, така што. Па добро, времето кога се чуваа пари во перници, јас мислам дека и тоа мислам дека се уште постои, така постои, да. Верам дека се уште постои. Дека беше ограбена за несреќа една госпоѓа што ја позна, баш така, ако не од перница, од некој регалчи, мене беше чудно, зарем се уште има. Мислам дека се уште постои. За жал, меѓутоа бројки од Народна банка кои што ги видов ги објавија пред неколку дена се доста охрабрувачки од аспект на тоа дека голем број на граѓани фирми ги држат своите средства во банките. Мислам дека прв пат над 10 милиарди износот на депозити кои што се чуваат, и мислам дека тие пари мора да се стават во функција на економскиот развој во државата, и тоа навистина треба да биде предизвик, еден вид позитивен предизвик нормално и за владата и за институциите, така што и ние, да кажеме, се обидуваме да го разработиме малку тој дел на финансискиот пазар. Така. Ке сватиме подосна малку на приватниот план, имам некој интересно прашање. Меѓутоа, каков е вашиот статус сега во партијата од која што дојде? Јас сум член на партијата. Се разбира, меѓутоа тој е тоа член. Член, да, значи прецизна дефиниција, така. Член на партијата. Јас размислав како да ја потпишам за емисијата, сега во член. Член е доволно. Многу се зборуваше за она што се случува во САД, само сакале некеле не можеме да избегаме од
од таа тема, иако ќе се обидам да направам еден малку поинаков пристап во целата работа, јасно е дека Венко Филип ќе остана, јасно е дека се направи таа промена во извршниот одбор, така се нарекува, извршен одбор, таква каква што е, со многу критики од една страна, со надежи можеби од друга страна. Меѓутоа се јавуваат луѓе, вие сте еден од нив, кои што отворено зборуваат дека вака не оди. И сега секогаш сум имал тука еден проблем со овој пристап. Обично луѓето се јавуваат да кажат дека нешто не чини од после, односно откако ќе излезат од приказната, до тогаш вообичаено се внимателни. Јас мислам еве да го земам за пример, да не биде сега како господинот Петар Шилегов, додека беше на сериозна функција, не беше баш нешто многу гласен во критиките, сега отворено вели барам оставка од претседателот во наводници. Вие додуше и претходно критикувавте, меѓутоа генерално тој пристап нели е подобро да се има смелост да се излезе ако нешто не чини кога сте внатре, кога сте во суштината на работите, затоа што вака отпосле делува и секогаш некој може да рече повод да го прави затоа што го избркаат. Сега во наводници го ставаме, затоа што веќе не го играат. Јасно. Не, мислам, со се овие на место забелешката со тоа што еве конкретно ќе почнам прво од себе, нема да коментирам. Секогаш е многу лесно коментираме за сите останати, меѓутоа ајде за себе. За вас. Да. Јас само ќе потсетам дека пред година и пол имавме претседателски избори во партијата, непосредни претседателски избори на кои што јас бев еден од ретките кои што се охрабри да излезе се кандидира. И отворено зборов дека некои работи уште тогаш не беа добри. Се видовме во Охрид пред да биде изборот сосема случајно, ако се сеќавате, добро. Јас тогаш ви реков работата личи дека потполно нема да успеете да победите затоа што ситуацијата е таква едноставно, вие верувавте дека сепак имате. Јас сум по природа оптимист, меѓутоа самиот систем на гласање во партијата овозможува да не зборам минато свршено време, непосредно изјаснување на членовите, меѓутоа се случи тоа што се случи од аспект на процесот кој што го имавме, не сега да се навраќам на тоа, меѓутоа ова е повеќе како имаше тогаш исто доста луѓе кои што учествуваа во тој процес не како кандидати, меѓутоа и како поддршка и за мене и за мојот тим, кој што зборува отворено дека работите уште тогаш не беа добри и не беа добро поставени. И дека можеби со одреден избор или со одредена порака ќе пратиме можеби погрешна порака кон луѓето. Од перспектива после 18 месеци поминати, очигледно не сме биле многу далеко од вистината. Така што, да, сега сме во ситуација во која што нормално сите останати кои што можеби пред 18 месеци не беа доволно, дали можеби не беа на чисто што ќе се случува или не беа можеби доволно храбри да излезат во јавност и зборуваат отворено. Така што зборувам јас меѓутоа многу помалку него што зборуваат сите многу поголем број на поранешни видни членови на партијата кои што едноставно не се чувствуваат дека и не мислам дека тоа го прават заради, како рековте, не ги играат веќе па туку мислам дека едноставно ги боли сето тоа што се случува, така што во принцип ако човек е долго член, особено активен на една партија, се вложил себе си и приватно и професионално и секако, му значи, природно му значи и не сака да гледа како неговиот личен труд се девалвира, ако се девалвира на сите. Меѓутоа има луѓе кои што тврдат дека кризата во СДСМ не е од пред година дена, не е од пред 3 години, туку всушност од времето кога Бранко Црвенковски практично се повлече и Зоран Заев ја презема партијата и дека уште тогаш се случи еден развој на настаните кој што покажуваше долгорочна криза, односно долгорочни последици. Зборуваме за, така барем велат, луѓето со кои што јас сум разговарал, па јавно зборуваат дека уште на самите зачетоци биле замолкнувани гласовите на оние што размислуваат спротивно, воопшто не биле прашувани за мислење луѓето кои што би требало да бидат прашани на локално ниво, значи од горе биле поставувани луѓе по потреба. Едноставно било анулирано секое мислење што не одговара на тоа што беше тогаш адекватно и потребно за врвот на партијата. Доколку е така, не мора да се сложите се разбира, тогаш тој процес би траел најмалку 10-12 години и просто е неверојатно дури во последниве година-две да виделе паметни, интелигентни луѓе дека да, кризата е реална. Па немам што да се слагам или не се слагам. Самиот факт дека вие го коментирате на база на тоа што го слушате
во јавноста, знаете како во политиката можеби не е секогаш битно како е реално, туку луѓето како чувствуваат, бидејќи знаете како на крајот на денот излегувате и гласате на база на впечатокот што го имате. Така Политика. Така што самиот факт дека го зборувате, тоа е проблем. Според мене. Дали е тоа точно? Знаете како Црвенковски беше председател на партијата од 2013 година, тоа се повлече после локалните избори. Да. И тоа се повлече на доста чесен начин, би кажал. Се повлече со став дека луѓето кои што, ајде да кажеме, беа перцепирани како негови блиски, едноставно им беше самиот тој им испрати порака дека не треба учествуваат во процесот на избор на ново раководство, и тоа беше доста честно. Заради тоа што не сакаше да има, едноставно сакаше да ја овозможи на партијата свеж старт. И тоа го направи. Со сите контроверзии излезе голем господин, мора да се признае. Значи, начинот на кој се повлече, јас тоа го кажав и во самата кампања од 2024 година. Кажав, со целосно почитување на поранешниот председател на партијата, тогашен Зоран Заев, недостасуваше порак, како што имаше од Бранко Црвенковски, дека едноставно јас завршувам до тука, ги замолувам сите што се перцепираат како блиски до мене да не се мешаат во процесот, што тоа едноставно оневозможува партијата да со нов јасен чист почеток. Така што да, 2013 се случи тоа, се дали биле луѓето замолкнувани, мислам дека тоа е малце тежок. СДСМ нема историја на замолкнување на луѓето, таква. Меѓутоа дека имало одредено задоволство, секако дека имало, и дека тоа можеби кулминира сега, не кулминира, тоа можеби кулминирало и претходно. Знаете како 13, 14, 15 беа малце специфични времења, државата поминуваше низ турбулентни периоди, турбулентен еден период, така што просторот за, ајде да кажеме, наква чиста демократија бил можеби малку ограничен, меѓутоа од 17-18 натаму, кога СДСМ презеде власта во државата, се согласувам дека можеби имало простор, дел од тие луѓе кои што можеби се чувствувале делумно ајде на страна, требало да се најде веројатно механизам како тие луѓе да се интегрират повторно во структурите на партијата. Не се случило тоа, понатаму нели, имаше своји последици со замрзнувањето на членството на поранешниот председател на партијата, се појави знаме поголем дел 80-90% поставена на структурите на поранешни членови, видни членови на СДСМ, така што да, понатаму како викат сето тоа после историја веќе. Добро, Зоран Заев се повлече, јас тоа искрено никогаш не го сватив, дали беше принуден или не, помалку важно, меѓутоа тој во принцип, ако веќе сакаше да има и натаму снажно влијание во партијата, можеше да остане како председател, а не да се тргне и потоа да држи свој прокси на позициите. Не знам дека дали тоа Димитар Ковачевски, дали е Венко Филиш, сосема сеедно. Може да биде некој 30, не. Па тоа ќе беше веројатно и почесно да спек према граѓаните, односно према избирачите, затоа што луѓето не се најавни. Значи, ја би сакал да кажам, значи после 35 години практикување на демократија. Научивме нешто. Не, вие сте новинар, вие сте секако платен тоа да го следите. Зборам за граѓаните што не следат и вечерва, што генерално следат или за жал се помалку следат политика во последно време, со право. Не се наивни, не се глупави. Значи знаат да ги читаат тие работи и знаете како имавме една ситуација, тоа беше 2004 година, кога тогашниот председател на владата Црвенковски одлучи да оди да се кандидира за председател на државата, луѓето тоа го доживува некако како го доживеа тоа некако како да ги остава. Истата ситуација не се случи 2021 година. Мислам дека од сегашна перспектива после 4 или 5 години, мислам дека направивме грешка, односно се направи грешка со публикувањето на Заев, мислам дека немаше апсолутно потреба тоа да се случи. Мислам ја имам целосно почитување кон неговите аргументи, меѓутоа поразот на локалните избори не требаше да биде причина за неговото заминување. Мислам дека и тогаш испративме порака кон луѓето, кон граѓаните, зборам дека на некој начин ги оставаме. Значи сме влегле 2020 на избори, сме дале своја понуда, сме ја добиле довербата, после година дена им велиме не, работите се смени. И мислам дека тој впечаток на изневерување на довербата или на очекувањата е нешто на кое што мора поработиме малце. Добро, коректно кажано, иако ќе мора да би можеле да дебатираме на оваа тема, но сега, во актуелниот миг, се случи начинот на кој што се промени велам раководството, има тамо некои специфични луѓе, некои имаат и пријави, некои имаат чудна историја. Мене искрено не виде бидејќи за ова се зборувало. Не знам, Јон
го фатија како се сликал, а не е ни повеќе важно, меѓутоа мораше ли баш овие луѓе? Зарем нема сосема поинаков вид на луѓе, поинаква енергија. Овие се млади луѓе, јас се согласувам, меѓутоа и во нив има веќе дамки кои што однапред прават едно чувство дека тука нешто. Особено го земам младиот човек затоа што неговиот татко па се во државата се доживува како некаков идеолог на партијата. Можам да ја одговорам директно на прашањето за кое што го знам одговорот. Тоа е дали има луѓе, за да сме голема партија, че секако има. Природно мора да има. Има многу повеќе од овие кои што не се сега актуелно раководство или кои што биле претходни или кои што биле претходно. Секако. Капацитетот на партијата во тој сегмент е неспорен исто кој што капацитетот на ВМРО ДПМН е неспорен во тој сегмент на двете најголеми партии во државата. Сега дали морало не е прашање за мене. Ја можам да ви искоментирам како член на партијата. Ајде, нема ништо ново да кажам ако кажам дека изборот на новото раководство на партијата веројатно не е испрати очекуваната порака кон јавноста. Ниту е доживеано како позитивно од јавноста. Не е индикатор можеби вашиот коментар или меѓутоа знаете како имате, дел од вашите колеги кои што не секогаш го критикуваат СДСМ или многу малку го критикуваат СДСМ, отворено зборуваат дека работите не се добри. И тоа е само по себе индикатор дека дури луѓето кои што ни се на некој начин наклонети гледаат проблем. Да. И тоа е пак повторно ќе кажам, без разлика дали е тоа навистина така или не е така, печатокот ваш кој што вие заради улогата што имате пред камерава тука или вашиот колега пред камерата или позади перото некаде создава впечаток дека работите не се добри и тоа само по себе укажува дека не сме се завршиле задачата како што треба. Пораката што требало да испратиме со новото раководство дека сега следи, не знам, нова енергија, нова приказна и така натаму, очигледно некаде по пат се изгубил. Како функционира? И тоа само по себе е проблем, мене ако ме прашаш. Како функционира тоа во големите партии? Навистина ме интересира. Таму претпоставувам дека има нема да речем клубови, меѓутоа групи на луѓе кои што буквално се занимаваат со тоа како размислува јавноста, кои што организирано следат вибрациите што ги испраќа членството, фидбекот. Не може да не го видат тоа. Тоа со голо око се гледа. Па, ова се што го кажавте, тоа е како би требало да биде. Сега како е реално, тоа е можеби понекогаш се две различни работи, тоа како треба и како е реално се две различни работи. Така што не знам, ќе видиме како ќе се случуваат работите понатаму. Повторно кажам, дел од луѓето се согласува, можеби имаат своја историја. Тука не ги делам на млади стари, нема врска тоа. Мислам дека се наметне една непотребна трка. Тоа беше претходно, значи претходниот мандат на ВМРО, не овој сега. Па дури претходно ние во период 2002-2006 некако наметнавме потреба постојано што се менува се носат нови луѓе, ама тоа нови луѓе у релативно мала држава како Македонија проблематично пошто брзо ги троши на луѓето. И тоа е точно. И на некој начин луѓе кои што недоволно сме ги искористили, не ги фрламе на буништи, не е тоа добро. Второ, трката млади се доведе до ситуација да имаме буквално деца од 20, 23, 25 години кои што држат сериозни позиции, што не е добро. Било каде во светот ви имате, значи збориме 45-50 ги доживуваат како млади политичари, па до Доналд Трамп кој што има скоро 82. Не е важно. Така да овде уште на млеко мириса, добро. се наметна некако тоа што не мислам дека е добро, затоа не би ги делал на млади и стари. Повторно ќе кажам, проблемот е што можеме се поединечно. Еве додиме на мерит систем. Своевремено велеа и така беше. Сеќам се да само беше партија во која што авторитети беа се доктори на науки, се професори на правење на економски факултет. Сега да бидеме искрени, овие луѓе не се тоа. Добро, Венко Филич е председателот на вистина доктор, зборуваме хирург сериозен, меѓутоа таа околина тамо не е она интелектуално јадро на кое што сме навикнати, оние сериозни играчи. Повторно ќе кажам, самиот факт дека го имате тој впечаток и дека тој впечаток го дели поголем дел од јавноста е проблем. Така да сега можеме да трнам еден по еден да ви ги елаборирам луѓето и ви кажам што е добро, што не е добро, меѓутоа знаете како, јас ќе ме доживеат како пристрасен кон моите партиски другари, нема да го постигнеме ефектот. Така да можам само да констатирам на што вие го велите, тоа дека впечатокот во јавноста не е добро. А што е со она шпекулација, како кулуарска шпекулација, дека постои една екипа која што, освен што е незадоволна,
има намера да предизвика тамо сериозни промени. Сега ќе видиме на каков начин, не мислам со сила, се разбира, меѓутоа со притисок се спомнува господот Андреј Петров, се спомнува Игор Ивановски, Шема, дека навистина смета дека е кајно време нешто да се промени радикално и дека ќе влезат во таа приказна, велам шпекулација, затоа што тие лично не излегле да кажат да, така е, меѓутоа повторно каде што има чат, може да има и оган. Па добро, темата е податлива очигледно и за такви приказни, согласно дека повеќе во доменот шпекулациите, бидејќи не се, барем јас не бидов искрен да бидам ниту Андре, ниту Игор да дадат свој коментар на темата, ги познаме двајцата, Игор ми е колега од факултет, сме соработувале и како студенти и во младината и во партијата, Андре беше едно време генерален секретар на партијата. И двајцата останаа недокажани. Тоа ми беше зборот. Господинот Ивановски едно време беше, нели, она баш новата енергија на партијата, зборам своевремено, и кога се очекуваше дека ќе тргне во населеништво за преземање на партијата, некако се повлече. Сега повторно шпекулира дека човекот е феноменален, му недостасува силна волја, не е на вас да зборувате, иако очигледно го познавате добро. Меѓутоа повторно се наметнува дека еден таков човек навистина може да направи разлика. Не, неспорно е. Сите имиња за кои што зборувавме досега се луѓе кои што имаат нешто ставено во партијата, имаат позитивна, како си аура, впечаток кај, па и кај јавноста генерално, не само кај партиските членови, јавноста, партиските членови се дел од јавноста сега. Така што со тоа што не сум сигурен дека начинот на кој што еве дури да се размислува за такво нешто, дека начинот би се спровело на начин на кој што се шпекулира, затоа што тоа сепак не е СДСМ, односно не личи на луѓе кои што израснале во СДСМ. Значи би морало да се оди по правила и по знаете како статутот, значи ситуацијата суштина и е комплексна, меѓутоа и поприлично едноставна. Значи статутот ќе потсетам и за гледачите, значи статутот на СДСМ е доста демократски. Во смисла изборот на претседател е ставен во рацете на сите членови на партијата. Она што е клучно и што недостасуваше 2024 година, можеби дел од причините зашто стигнавме до оваа дискусија сега после 18 месеци, да се остави просто реално тој процес што е предвиден да се спроведе, луѓето кои што се членови на партијата им се овозможи да се изјаснат слободно. И на тој начин ќе им го вратиме чувството, и без разлика кој ќе биде избран на крај за претседател, ќе се врати чувството дека имаат право да кажат и да одлучуваат за случувањата за партијата и кој ќе води партијата. Тој веројатно што ако господинот Вилипче едноставно не се повлече. Не сум сигурен, знаете како, и него го познам лично, бидејќи исто што го знам Игор, го знам и Венко. Значи од 17-18 години се знае 30 години, значи веќе, значи прво не е толку неразумен и второ има механизми секако. Повторно ќе кажам, не би одел до таму да сега да шпекулираме, сега ако некој се држи цврсто за позицијата, што ќе се случи ако, меѓутоа има механизми во статутот кои што возможуваат сите овие ситуации се надместат. И се да само до сега покажал дека може тоа го направи на Јас сум убеден и ово искрено го мислам дека СДСМ е нужно на Македонија. Дури не мора да се вика СДСМ, меѓутоа е нужно една центра-лева опција која што навистина ќе биде опозит на ВМРО ДПМН, ќе критикува соодветно апсолутно таме каде што треба, ќе креира политики, затоа што во вакви околности имаме ситуација која што на сите ни е добро познато, власта ќе стане премногу снажна, едноставно ќе се почувствува дека им се може и за нив не е добро, како сака нека го каже некој. Целосно согласувам тука со вас. Ја мислам дека дури премиерот неколку наврати го има споменато тоа дека и мислам има впечаток дека го мисли искрено, дека не е само политика и не е блеф. А тоа е дека силен СДСМ е потребен како коректив на ВМРО токму од причините за кои што зборував. Имавме ситуација со претходниот мандат на ВМРО, каде што се почувствува доволно силни, работата отиду не сакам правец, на крај недобро заврши за партиското раководство на ВМРО. Левица е нешто друго, со нив поинаква е опозицијата, објективно, тоа е друг пристап кон работите. Добро, меѓутоа не покажа потенцијал дека може да прераснат во ајде да кажем. Но ако СДСМ остави доволно време празен простор, ако да. Што да се прави? Некој ќе покрие, некој ќе поклопи. Така стојат работите. Па тие се природните процеси секаде. Не е тоа само кај нас, значи имаме мал милион ситуации во нашиот непостарен регион каде што почнем од Србија, ако сакате, каде што доволно долго време не постоеше партија број 2, па сега имате ситуација во која што веќе не се ни знае кој што е што. Така е. Да.
Ќе ги следиме, се разбира, и понатаму работите. Јас апсолутно стојам на ова што го реков и навистина им посакувам на вас и на вашите сопартици да ги променат работите. Меѓутоа Македонија се случуваат и други процеси околу кои што постојано се зборува. Аман реформите на правосудството, намерно велам аман, затоа што јас не знам више позборувана тема во нашиот јавен дискурс. Еве, го сменија, односно се даде оставка државниот јавен обвинител после година и пол критики и така натаму. Човекот си даде оставка за да не го сменат сега. Тоа објективно беше неговиот начин да се излече елегантно. Сега имаме ВД обвинител кој што не може кој знае што да направи, бидејќи тоа е преодно решение. Меѓутоа објективно очекувате вистинска, суштинска промена во македонското правосудство со сите овие новитети, не само во персонална смисла, туку и со најавените, не знам, промени на кривичниот закон и со новите избори во судскиот совет, во советот на јавни обвинители и така натаму. Очекувате дека конечно ќе дојде макар до мало релаксирање на впечатокот кај луѓето, еве компликувам со прашањево, дека навистина не е се загубено во македонскиот правосуден систем. Добре, јас сум можда малце несоодветен соговорник на оваа тема, пошто правно не сум многу подкован, меѓутоа ајде као политичар или као некој кој што бил дел од јавниот сектор, па некако ги следам, така да ајде да кажеме случувањата. Да, јас забележав денеска дека им избрано ВД. Секако мислам дека треба да се пополни местото. Океј, за измените во кривичниот законник, скоро имав прашање, ми го поставене на друга телевизија. Искрено само го видов објаснувањето на предлагачот на законот, мислам дека беше Бојан Стојановски од Јорче од ВМРО да помне секако. Искрено да бидам добро, океј, го познам Бојан, знам дека е професионалец и има честни намери, така што го сослушав неговото образложение, искрено ми звучеше доста логично. Беше поврзано со постоењето на реална опасност, Уставниот суд не да го укине, да го пак кажам терминиве, не ми се туѓи, меѓутоа на некој начин со одлука на Уставниот суд да се доведе во ситуација на еден вакуум, во кој што у суштина нема да има никакви казни за никого, што не е добро. Така што ако измениве се мотивирани од таа причина, верувам дека се овие се мали, така некои мали измени, потоа ќе дојде целосна промена на кривичниот закон. За тие што ме прашавте за тоа, така што верувам дека ако ништо друго ајде да го дефинираме како чекорудовар правец. Еве ајде на тоа да останеме. Сега дали сето тоа ќе биде доволно да за година, 2-3, она што го велите вие кај луѓето, кај јавноста се смени целосно, али почна се менува впечатокот дека сепак во државата може да се постигне владење на правото, верувам да, со тоа што тоа повторно зависи од самите институции, меѓутоа од политичката волја. Сега ако зборуваме за политичката волја, за да не се сведе се, ние дојдовме, ве гањаме вас и сега вие кои ќе дојдете ќе биде исто против нас. И тука знаете во таква ситуација кога на луѓето мириса на политичка позадина, веќе не веруваат кој е крив, кој е прав, него све се става под плаштот на како се вика, на политичка одмазда. И тука веќе немаме правда, имаме политика. За да го избегнеме тоа, верувам дека мора да постои некаков тип на согласност, договор, ако ништо друго меѓу клучните членители во политичкиот сегмент, дека некои работи што се почнати од претходно треба се завршуваат и понатаму. Ако се добри? Да. И мислам дека со таков еден пристап имаше, ајде да кажам, можеби во вториот мандат на СДСМ таков тип на разговори, да кажеме, со тогаш ВМРО беше главна опозицијска партија за воспоставување во делот на правосудството генерално една соработка во која што ако се договориме за 3, 4, 5 работи што се важни за сите, независно кој е на власт, си ги туркаме натаму. Мислам дека можеби правосудството или реформите или новиве чекори што треба да се преземат, треба да бидат дел од, да кажеме, еден таков пакет во кој што повторно ќе кажам, ќе го избегнеме моментот, јас дојдов сега и сега ќе ти се одмазнам на те. Имено. Проблемот е во следно. Ако има проблем го решаваме, ако нема проблем продолжуваме понатаму без разлика кој е на власт. Ако сме реални кога зборуваме за корупција, зборуваме за таа висока корупција фамозна, која што секогаш опозицијата ја доживува како напад врз себе, особено ако претходно била на власт. Значи сега следи обвинување, сега ќе ни се одмаздуваат, а власта ја доживува како начин на кој што таа страна ќе покаже дека еве правдата е за сите, а од друга страна ќе ветува дека
и тие ќе бидат допирливи, не недопирливи. И таа спирала постојано се врти. Вие имавте еден случај за вас, ако не се лажам, дали уште трае? Не сум сигурен. Тоа беше оддавна, пред година дена, и повеќе за жал се залепи на целата политичка приказна околу случувањата во СДСМ, така што иначе ништо не се случува во моментот, така да. Ништо не се случува. Добро. Едно прашање кое што многу ме интересира вашето мислење. Вашата матична партија многу се загреа за приказната со фамозните илегални имигранти, кои што Велика Британија ќе ни ги испраќа овде. Прилично упорно се турка таа теза, се уште се турка, ако не се лажам, се зборува за пари дале британците на ВМРО, така се нарекува 20.000 евра од човек, ке се градели овдека станови и згради, за нив тие луѓе ќе живеат овде. Рационалното во нас вели нема шанси да живее бидејќи во Македонија тешко дека некој би сакал да дојде да живее. Тој што бега од Сомалија или од Афганистан, сака во Германија дојде. Во Шведска и во Данска, во Британија, не му е баш Македонија местото, претпоставам ниту Бугарија, да не се лажеме или не знам. Србија, човекот сака таму каде што тврдата валута работи, на сила не може да ги држиме, такви се и меѓународните закони, такви се и нашите, а не ни сакаме, бидејќи јавноста во Македонија не е нешто посебно изгорена, но сега само инсистира на таа тема, иако власта, сите елементи на власта, да не ги набројувам, апсолутно тврдат дека тоа никогаш нема да се случи, дека едноставно нема договор, не ни може да има договор и времето ќе покаже, и тоа при тоа се лицитира, нели, со времења. Ќе видиме во февруари, ќе видиме во јуни, ќе видиме не знам кога, дека не никогаш нема да дојдат тие емигранти во Македонија. Зошто упорно се инсистира на таа приказна? Која што власта ја третира веќе како облик на намерно сеење страв и паника. Искрен да бидам, значи не ја следам во детали како се развива целата проблематика, меѓутоа ајде вака да бидеме честни, са како граѓани ќе кажеме, не како член на СДСМ нема ни потреба. Јавноста се гледа дека е вознемирена од темата, нема збор за тоа. Сега дали е тоа причината исклучиво тоа што СДСМ ја држи темата активен, не би можел да кажам, не знам, веројатно да, делумно. Мислам дека сме на, јас кога би бил носител на позиција во СДСМ, од која што ќе се одлучува, би го отворил како прашање. Добро, легитимно е да се отвори, меѓутоа ако нема... Меѓутоа, ако добиете, знаете како, ако другата страна, значи од нашиот политички опонент добиете став нема да се случи, окей. Не затоа што им верувам, него многу едноставно се проверува тоа. Зошто? Заради тоа што на што викате вие, ќе се случи у февруар, у март, у април, следната година, за 2 години, се едно. Значи, јавноста е очигледно доста заинтересирана за темата. А тие луѓе не може да ги скријат. Нема да го... Така е. Ќе ги видите ако се појават. И, значи, јас би имал малку поинако би отворил темата, доколку вие како политички опонент излезете и кажете не е така, би застанал тука, затоа што се согласувам, нема потреба дополнително го подгревате стравот кај граѓаните, затоа што, знаете како, на крајот на денот, ако сакаме постигнеме политички поен, тоа на нас ќе ни се врати од власт. Што луѓе ќе речат, аман, добро, не плашете, веќе нема потреба. Има уште еден момент тука. А лесно се проверува затоа што она што го рековте вие, нема каде да ги скрием. Ние не збориме за 10-15 луѓе или еден дошол па сме му дале пасош. Тука стануваше збор за, ако добро се сеќам, стотици или илјадници. Така што сега дали од страна на владата можеби требаше малце по веќе детали се обезбедат во делот на договорот што се потпиша прошлата година со Велика Британија, не знам. Сигурно може би комуникацијски се изведе малце подобро, за сите овие дилеми се одстрана, затоа што и таму остана доста недоречени работи, кои што некако така се кажа ќе се потпише договор, ќе се добијат пари, сега во недостаток на клучни елементи за што ќе одат парите, сега си ги попунуваме дупчињата. Како и да е во суштина, значи еве, ајде, луѓе не гледаат доцна, меѓутоа претпоставам дека има доста гледачи кои што не гледаат. Значи лично како човек сметам дека во моментот нема причина зашто да сметаме дека работите се поинакви од она што веќе се доби како информација, односно потврда од страна на највисоките представници на институциите. Ние сме тука, сме, следиме, гледаме. Сите заедно зборуваме. Знаете што е проблемот? Сега се појавува еден нов феномен во Македонија, во стравот велат широк, големи се очите. Мене ми се случува луѓе да ми велат, ама видов јас, зборуваме сега за овие луѓе од Непал или од каде доаѓаат, не знам, тука и видливи се секако, да.
Ама ги видов, знаете она сега, па да, тука се, факт Добро, дека ама има треба ги некоја мала, разграничиме. ама тие не се тие. Треба ги разграничиме. Но сега секој човек што не е бел и нема словенски изглед, за нас станува некаква опасност и доказ дека... Јас мислам дека нашите сограѓани, значи генерално како народ, значи како граѓани на држава, не сме толку конзервативни. Ја не мислам дека би имале проблем да прифатиме. Со тоа што веќе се покажува, затоа што она што е тренд да кажеме од одамна. Нема луѓе во државата, немаме работна сила, тоа е вие, факт. ако сакате за волја на вистината, имате еден куп, да кажеме, локали во главниот град на државата, каде што имате во кујна луѓе кои што се од соазиско потекло. Па и надвор. Соазиско потекло. Така што, меѓутоа пак ќе кажам, тоа се некои глобални трендови од кои што не може да избегаме. И тоа е факт, особено ако имате ситуација во која што ви недостасува работна сила. Ама за две различни теми зборувам. Така е. Темата на овие економски мигранти кои што си го нашле местото во државата е, повторно кажам, ни требаат на сите. Од оваа тема каде што имате сосема друг карактер на луѓе за кои што немате безбедносна проценка, имате и така натаму, така што тука повторно кажувам. Така, бидејќи сте економист, морам да ве прашам, нас не се случи ова, на пример на запад, ова сега бегаме од тема на тема, меѓутоа мене ми е интересно, па можам да си дозволам. На запад приемот на емигранти е нешто што се случува со децении ефтина работна сила, тоа што го нарекуваат. Поранешно Југославија има пратено 1,5 милион луѓе уште во она време, Турција да не зборуваме, има наполнето Германија и така натаму. Нас некако ни дојде нагло. Ние бевме држава со огромен процент на невработеност, така беше. Своевремено имавме 39%, нешто страшно беше. Години, така беше, да. И потоа дојдовме во ситуација во која што одеднаш нема работна сила во земјата. Просто некако на некој им се чини дека не е реално тоа. Иако е суштина така. Како економскиот воопшто систем се преврте толку многу луѓе ни замина или едноставно природен економски процес е во прашање? Комбинација. Не би се согласил дека толку многу луѓе заминале, ако неспорно дека бројката на луѓе што заминуваат не е за потценување. Меѓутоа не мислам дека тоа е единствената причина. Знаете како имаше се у континуитет зборувам. Значи од првата влада на Груевски, значи 2008-2009, како почна, значи кога се стави малку поголем акцент на странските директни инвестиции, се зборам и од аспект на, ајде да кажеме, од претходен мандат у слободните економски зони. Значи се отворија големи капацитети. Ние таа политика не ја запревме, напротив ја дополнително ја засиливме, така што да кажеме во целиот тој изминат период, значи бројката на ангажирани луѓе само во странските компании, само во зоните порасна многу. Многу, да. Значи многу, ви кажам, стотици проценти. Абсорбира работна сила. Значи ние дури са ќе бидам чесен и ќе ви кажам без разлика дали некој утре политички против мене ќе го искористи. Значи ние започнавме проект 2023 во рамки на зоните, значи покрај, ајде, да кажеме, складишта и да кажеме сите тие објекти што им се потребни на самите компании, во рамки на самиот проект предвидовме се изградат и простор за сместување на работници. Нашата идеја беше уште тогаш, значи ви кажам пред 2 години од сега, дека самите компании внатре ќе имаат потреба да носат луѓе од странство и дека да им се овозможи во рамки на зоните блиску до местото каде што ќе работат и простор за сместување. Така што веќе тоа сме го размислували уште да кажам пред 2 години било. Иако политички би било страшно опасно. Ама знаете како, и мене ме бираат граѓаните, не ако дое некоја чувствителна тема ја да избега. Ако економската оправданост не е ни оправданост веќе, ова е нужност. Нужност. Ова е веќе нужност. И самиот го кажавте, луѓето се веќе меѓу нас. Со тоа што да функционираат сега во угостителски објекти. Значи утре во Србија имаше ситуација каде што примија 100 возачи во јавниот градски превоз во Белград. Едноставно не може да најдат луѓе. Па ние сега не може во Скопје велат не можете да најдете човек да ви кречи дома. Мислам така што тоа не е веќе оправданост, неоправданост, тоа е нужност. Така што ние можеме во истиот разговор да го правиме и за година дена и за 2 години, меѓутоа времето поминува, за жал у Македонија населението нема да се зголемува, ќе старее. Дополнително повторно ќе кажам, не сме ни исклучок од правилото. Цела Европа е така. Што ќе правиме на таа тема? Така што сериозно мора се размислува на тоа. И некои чекори мора да се преземат. Иначе ќе се доведеме во ситуација да бидеме земја на пензионери. Знаете како и јас и вие и луѓето што се тука за 10 на 15, 20 години, така. Времето доаѓа, да. Да, ама нема да има веќе кој да уплати во фондот за пензиско. Нике нема пензија. Колку се звучи тоа страшно. Не, така е. Така што мора да се размислува и нема да се размислува. Размислено е веќе, мора да се действа. Да, но тоа треба да го голтне јавноста, условно кажано, да го свати, да го апсорбира. Значи, повторно ќе кажам, зависи како ќе пристапите. Не. Па не, тоа се случувало.
Меѓутоа ние сме решавале, можеби политичарите решавале тоа да го тргаат на страна затоа што знаете како е, ова е пипава тема, ајде да не збориме за ова. Ама ги ставаме под тепих работите и после кога ќе дојдат се чудиме од каде се. Затоа кажам, политичарите се избираат не да се занимаваат со тоа што им е убаво, него да се занимаваат и со чувствителни теми и да нудат решение за да луѓето у даден момент не се свестат дека уствари имаме проблем кој што више не можеме да го решиме. Така. Се разбира, не може да побегнеме и од темата со фамозното членство во Европската унија, ако се случи, кога ќе се случи, моделот кој што вашата партија го форсираше и моделот кој што го форсира актуелната власт е диаметрално спротивни, морам да признам. СДСМ во времето на Заев и на Ковачевски одеше на принципот ќе се договориме со бугарите и ќе им попуштаме и на грците ќе попуштаме и ќе попуштаме. Па еднашка валја ќе се смилостиват, ова сега најбанално го кажувам, пристапот на актуелната власт. Поинаку велат ние не можеме така едноставно, има линии докаде ќе се оди понатаму. Не можеме, бараме некакви гаранции кои што Господ знае дали може да се добијат, меѓутоа принципиелно се настапува од сосема поинаква позиција. Вака сега од страна, а и со одреден временски интервал во кој што сте одвоени од конкретните случувања, сметате дека овој начин на кој што функционира актуелната власт е поправилен или мислите дека тој на СДСМ беше подобар? Нема тука правилен, неправилен. Тука треба да се сведеме на разговор за тоа што носи ефект. Нашиот пристап тогашен очигледно не го даде ефектот кој што го посакувавме. Бевме измамени ако сме реални како држава. Не го даде ефектот, дали не измамил некој, не измамил свесно, несвесно, мислам дека ништо не ни менува во конкретната ситуација во која што сите останати околу нас се движат напред, ние се уште стагнираме, од причини за кои што веројатно многу малце луѓе ги разбираат, вклучително и јас. Така што мислам дека е честно да дадеме простор, мислам даваме веќе доволно простор, се зборам како граѓани, како јавност, да евентуално алтернативно некое, да кажеме, размислување или модел или пристап кој што го има актуелната власт да дае свој ефект, односно видиме дали ќе дае тоа свој ефект, затоа што безцелно се држиме до политика или до пракса која што не дае ефекти. Така што знаете како сега да не испадне дека бранам некого или дека напаѓам некого, меѓутоа ВМРО ДПМН дојде со јасна платформа и со јасна порака и со јасен предлог во рамки на својата програма. Луѓето гласа за тоа, често да кажеме ворете победите. Дајте им шанса па да видиме што ќе се случи на кратко. Ако сакаме да бидеме демократи, ако сакаме навистина да им покажеме на луѓето дека го вреднуваме нивниот глас. Иначе можам да кажам да ја разбра вашата порака, ама ова не чини. Кога сме кај демократијата, сега ми паѓа на памет нешто интересно, неодамна зборував со Ивица Боцевски, амбасадорот, на една тема. 35 години славиме, одбележуваме од плурализам во Македонија и првите демократски избори. И бидејќи амбасадорот многу ја следи таа проблематика, мислам дека докторска дисертација подготвува на темата, кажуваше и даваше примери од луѓе кои што се уште се живи, фала му на Богу, велат дека тие избори можеби биле најдемократските воопшто во историјата на Македонија. Се согласувате со една ваква констатација? Ние сме биле тогаш што сема деца, да? И уствари Ивица бил дете генерација. Да. Меѓутоа, од луѓето што се директни учесници во целиот процес, еве последниве неколку циклуси на избори, сметате дека беа на нивото? На ниво на што? На ниво на демократското ниво. Два сегмента имате, самиот технички процес на гласање, на организирање на процесот, кај што мислам дека тука со честни исклучоци, мислам дека сме имале до сега наназад од 35 години сосема пристојни сосема пристојен ефектот, односно сосема пристојна оценка. И сега во делот на јавноста, на пораките на самата кампања, на нивото на дискусија, ако сакате така да го дефинираме. Ја не можам, стварно не можам да се сетам 90-ти години како изгледало нивото на политичка дискусија. Сега можеби од временска перспектива некои работи си ги идеализираме. Не мислам дека биле идеални. Не мислам дека биле идеални. Но ова дека сега било окей, меѓутоа ако збориме да аспект на надпревар, реален и шанси лево или десно, веројатно да, затоа што тие први избори тогаш се пак кажам сум 13 години, така да стварно да се зборот ми е како тоа и 35 години подоцна се уште разговараме за, не знам, подмитување на гласачи со 20 кила брашно. Тоа го има секаде.
Тоа беше тема, скоро имаше избори во Чешка и таму беше тема. Дури Тоа и има таму. Секаде го имате. И Соединените американски држави го имате тоа. Каде што е лулката на демократијата. Секаде. Лулката е во Британија, меѓутоа секаде мислам дека го имате тоа. Да, не мислам дека тоа е, не мислам. Британија е лулката, согласувам, Америка сака да каже нормално дека е проблем да најстарата. дискутираме ако се случуваат такви работи, меѓутоа не мислам дека тоа треба фрли флека на целиот процес. Она што мене ме загрижува, ако сакаме да правиме таа компарација, тоа сме имале навистина високо ниво на учество на луѓето у процесите. 80 и неколку Последните проценти последните локални избори, ајде локални избори се ќе речеме добро, Но ајде сепак- имавме минатата година два пара избори и председателски. Меѓутоа ајде да видиме како ќе се одвиваат работите понатаму, меѓутоа неучеството на луѓето во процесот не е добро. Така. Може ли сватиме сега уште на две приватни прашања, па Ајде, ако ќе треба. завршуваме. Не се договаравме за приватни Не, прашања. не приватни, не Не, се навлегуваме шалам, во проблем, во семени или такви работи, Не, тама ако да нема работа. проблем, Вие се шалам. вие важите своевремено за близок на Радмила Чекеринска. Ово приватно прашање. А, Соработував со Радмила во соработувавте, секретарот за европски прашања. Тоа да. беше интересно. Радмила Чекеринска секогаш била исклучително моќна во рамки на партијата и кога била на позиција и кога не била, таа сега е во НАТО сериозен играч. Втор човек е номинално макар. Како тоа не најдовте со неа заеднички јазик можеби за таму или тотално не видовте? За мој ангажман таму? Да. Па, знаете како јас сум прво економист, второ, ова што го работам во моментов за што зборувавме на почетокот на емисијата, навистина ми исполнува, така што искрено никош не сум се гледал како дел од меѓународни институции да бидам. Кога сум работел во секретаријат за европски прашања, кога работевме Имено. прашалникот и кога добивме статус од земја кандидат 2005 од тогашна перспектива, значи тоа било пред 20 години, значи јас сум имал 27-8 години тогаш, значи сум размислувал, признам, да бидам чесен, дека можеби за десетина години кога Македонија ќе го заврши целиот тој процес и ќе стане членка, дека веројатно би работел во или би бил ангажиран на некаква позиција во Европската комисија или во некоја од европските институции. Но кога ваш близок соработник успева да стигне на такво високо ниво, Се согласувам, меѓутоа знаете како јас во меѓувреме навистина започнав некакво продолжување на дел од работите кои што претходно ги работев во изминативе 10 на 12 години, така што поприлично сум, да кажеме, окупиран со тоа што го правам сега и би се задржал на тоа, искрен да бидам. Економијата ми е некако по моја блиска тема, да. Не дека сум учел школа за тоа, него едноставно не знам, ете така. уште едно прашање, се шпекулира во градот дека сте член на масонска ложа. Да ми се допаѓа ова. А ово е приватно прашање исто. Па ова е приватно прашање, меѓутоа секогаш околу масоните има некаква, нели, Сосема непотребно мистерија. сум читал многу како се вика. некаква мистерија, нешто таму се случува, некои Не, ритуали. сум читал сум читал доста книги кои гледате, примерот Британија споменавме претходно, значи во Британија Па таму е сум центарот, патувал таму се доста, ложи. значи таму можете како обичен зборам како не масон да си влезете слободно во дел од нивните се викаат храмови, да прошетате без проблем, така да не е никаков баук. Тоа се луѓе кои што вообичаено се на истакнати позиции во општеството или во бизнисот и кои што во принцип функционираат малку поинаку од оние нели озлогласени групи кои што владеат со светот, значи Немаат намера овие да го контролираат светот, се разбира, немаат намера, Ако не знам. сакаме да бидеме честни, ако читаме реално што е позадината, иначе нормално дека на све што има и малку елемент на тајност, секогаш луѓето се обидуваат да додат, меѓутоа не е така. Им дадете Розенкројцер, Илуминати, не знам Да, што, група да, Билдерберг, да, 300 и сето да, тоа да, создава да, едно не, чувство. не, Меѓутоа фактот дека не, масониријата не, постои, не. еве без разлика. Самиот факт, ќе ви кажам еден пример. Самиот факт што и тоа сум го читал пошто сум, да кажеме, заинтересиран за настаните околу Првата и Втората светска војна, пошто има таму доста историја што се повторува и политика. Еве да кажеме самиот факт дека нацистите во Германија ги прогонувале Масоните. масоните ви говори доволно дека нивото на ајде да кажеме на посветеност на одредени вредности веројатно се косало со тоа што сакале да го воспостават нацистите, така што ајде тоа нека биде еден индикатор колку е движењето позитивно или негативно. Ритуалите сепак си остануваат. Сакате директно ви одговорам, не ви одговорам. Добро, еве, значи нека остане во рамките на шпекулацијата. Мене луѓето ми рекоа дека е навистина така, но на вас си останува. Јован Десоповски, благодарам за ова интервју. Мислам дека навистина бевте искрени, коректни. Мислам дека уживаа сите заедно за нас. Јас уживав секако, се надам дека нашите и гледачите, иако мислам дека е доцна понеделник вечере, меѓутоа верувам дека сме го задржале вниманието. Да.
Да, верувам и јас, почитувани гледачи, дека ви го задржавме вниманието. За тие што не издржуваат, се разбира репризното издание утре во 15 часот. Јас ви закажувам нова седба со нови гости утре вечер, повторно во 22:30. До тогаш пријатно.